Не престануваат проблемите за жителите од Штипско со филари. Песокот кој со години се води од брегалница во аторот на нивното село им го уништува животот на сите начини. Проблемот се гледа, проблемот е сега ние не сме нешто, како да кажем, ние сме наш веќе проблемот тука што се патом уништува. Има некое старо лице и млад да ќе се десе нешто, не може да дое со возило да се. Едно се направи тама еколошка катастрофа со шумата со реката, друго патот ќе ни го лом направат, нема да може да минеме после тука. Прашање е дали утре ќе имаме вода тука. Ќе падне коритото на реката, нема да имаме вода за основни потреби, не за бавчи за тие работи. Така да проблемот е голем. Патот е уништен 90%, дека минат. Нека си отворат пат од другата страна на реката. Нека црпат песок. Ама од таа страна, не тук. Имаме 20 хидрофора поставени, нивото на водата паѓа. Летно време немаме доволно вода. За проблемот тие досега биле на многу места, но ниту една врата не им се отворила и се разочарани во институциите. Ова година веќе доаѓа трет пат. И па нема ефект ништо. Пред 2 месеца беа блокирани, сега па дојдо. Прошлиот пат беа и од општината тука и инспектори, па не знам, полиција се собра. Стопираа го 2 месеца и сега си нормално терат. Не нормално, сега терат по 20, 30, 50 камиона дневно. А немате интерес никој нема никаква институција, нема интерес, никаква. Затоа ти, јас банкините, никој не се изчистени тука со години. Тие повторно апелираат проблемот да им се реши. Од друга страна, собственикот на фирмата која го уредува речното корито објаснува. Со жителите од селото се договоривме сите настанати последици од експлоатацијата на песок дека ќе бидат санирани. Изненаден сум од нивната реакција и непочитување на устниот договор. Во петок заеднички ќе одиме кај нотар за да ги дефинираме и завршиме нашите обврски од кои ние не бегаме. Изјави собственикот Драган Тасев.